Не е едноставно да се работи на една нафтена платформа за подморско дупчење, како оваа во Норвешка сместена во Северното море. Но не е едноставна ни ситуацијата на една мала северна земја која одеднаш прерасна во голем нафтен произведувач. Ова е во центарот на вниманието на светот и на Норвешка. Норвешка. Нерамна планинска земја. 1000 милји долга. 1/3 од северниот дел на земјата се наоѓа во Арктичкиот круг. По површина е скоро иста како Велика Британија, но има само 4 милиони жители, северњаци, нурмени, како што тие се нарекуваат. Цврсти, доверливи луѓе кои сакаат едноставни нешта на свој својствен начин. Голската струја е една од карактеристиките на оваа зона. Таа го спречува замрзнувањето на брегот и пристаништето, што возможува нивна непрекината работа во текот на целата година. Голската струја го заситува воздухот со влага. Горе во планините, ветрот има тенденција кон снег и дожд. За норвежаните снегот и дождот значат вода и водата значи енергија. Турбоелектрична енергија која беше основата на еволуцијата или представуваше револуција на норвешката индустрија. Електричните централи не се на видни места. Тие лежат длабоко во внатрешноста на планините. Високо, горе во планините, нов проект за продолжување на подземниот пат. Човечката технологија го надополнува она што природата го има создадено. Браните креираат нови планински ѕидови. Водата што го топи снегот формира големи езера, а веројатно водата од овие езера ќе биде пренесена од тунел во тунел до срцето на планината. Индустриските остатоци секогаш се искористуваат. Лете или зиме, без разлика на временските услови, работата продолжува. На највисоките места каде што нема патишта, работата се извршува со хеликоптери. Насекаде во Норвешка се повеќе и повеќе се користи енергија за индустријата.
енергијата, минералите и се друго од планините, што се елементи на најголемата норвешка иницијатива, металската индустрија. Секогаш задоволителните количества на енергија помогнаа Норвешка да стане еден од водечките светски производители на алуминиум, железна легура и други метали. Турбините произведуваат се повеќе енергија. Водената енергија, како и минералите, се многу значајна компонента, но најзначаен природен извор се луѓето, норвешкиот човек и норвешката жена, кои работат во индустријата, кои ги преработуваат репроматеријалите до дефинитивни производи. Низ вековите, норвежанецот се прилагодил, се соживеал со постојните проблеми, секогаш готов да пронајде решение, да го адаптира она со што располага според потребите. И покрај сите достигнувања на полето на електрониката и градежништвото, во некои делови од производството се уште е застапена рачната работа. Во планините, минерите се обидуваат да ги исцрпат продуктите на природата од најдлабоките слоеви на земјата. Men who once tilled the land now harness the skies. In the mountains of the hinterland, Norwegian miners burrow deep below the surface to find the raw materials for industry. Минералите и рудата што се ископуваат, зборуваат за вековите што надоаѓаат. Шумите се втор традиционален извор за норвежаните, можеби најосновен природен продукт од сите други што се искористуваат во оваа земја.
Šumite se poveke od izvor na prirodni materijali. A moderното šumarstvo се повеќе полага на заштитата и обновувањето на истите за следните генерации. Не само на копна, туку и на море. Норвежаните преземаат мерки за заштита против искоренувањето на природните богатства. Така, например, да не дојде до губење на видови риби, се воведува рестрикција во риболовот во периодот на мрестење на рибата. Норвешката економија зависи во голем дел од извозот на рибините продукти на пазарите во светот. Не е лесен животот во постојана борба со елементарните непогоди, а морето е навистина вешт противник. Работата и животот во Норвешка биле секогаш тешки, но норвежанецот секогаш наоѓал практични решенија за да си ги олесни постојните услови. Така, например, карактеристично за норвешката почва е што е каменлива. Овој трактор е конструиран на таков начин што секој плуг се движи независно од другите. Ги изфрлува камењата на кои наидува и ја продолжува работата без застој. Острењето на плуговите, како и изработката на многу други домашни производи, е високо механизиран процес. Компјутерите се застапени на, така речи, сите полиња. Нездравите и заморни работи за човек на роботот програмиран да ги емитира човечките способности нема да му наштетат. Тој не се досадува или заморува од нив. Комплексни строеви се програмирани да извршуваат прецизни работи скоро целосно индивидуално. Контролирани од само еден работник, операциите ги вршат сами под негово водство. Овие машини всушност не се движат со нивна собствена сила, но се многу близу до тоа. Овој ескалатор, например, сите движења ги изведува со својата канџа. Она што најверојатно Она што најверојатно порано помогнало во совладувањето на тешкотиите во производството денес представува експортен продукт со светски рамки. Ситни, едноставни производи, не од скапа природа, прераснале во голема производствена сила. And to offset the danger of becoming bogged down in the conveyor belt impersonality of the production line, Норвежаните одделуваат време од работата и за релаксација.
Сушност, може да се покаже дека многу нешта не се промениле од времето на викинзите, почнувајќи од начинот на градење на бродовите од пред 1000 години. Морската пловидба е дел од животот на норвежаните. И тоа искуство останало непроменето низ вековите. Викиншките авантури се одговорни за технолошката револуција на производство на викиншките долги бродови. И модерните бродови бараат исти способности за адаптација на промена на условите. Бродската индустрија била секогаш важен дел од норвешката економија. И денес таа се одржува како традиција, но со нови видови на бродови, како на пример танкери за транспорт на енергија, течност и газ. Подземни дупчалки и платформи со огромни размери. Нова технологија за нова индустрија. Нафтените дупчалки и платформи денес се дел од главниот град Осло. Новина за Норвешка, а и за сите нас, е што мала индустријска земја може да прерасне во нафтен произведувач. Сушност тоа е ризикување да се воведе нов природен извор за кого и онака има голема конкуренција во светот. Но предизвикот беше успешно пресретнат. Нафтената индустрија проникна и во норвешката економија. Норвежанецот ги користи сите природни извори разумно и рационално. Тоа е еден од начините со кои овој народ се обидува од земјата да направи едно пријатно место за живење.